Законот за правична застапеност ја разгоре атмосферата во собранието. Опозицијските пратеници од албанските партии влегоа во кавга со потпредседателката Весна Бендевска, на која и забележуваат зошто по завршување на расправата не го става законот на гласање, туку премина на следната точка од дневниот ред на седницата. Неколку часа се пријавуваат со процедурални забелешки, како единствена алатка да го кажат нивниот став, дека законот се прескокнувал поради отсуство на пратеници од вреди кои се неопходни за финалното гласање. Подпредседателке на собранието, вие денес, сега, имате надлежност полноправна за да се спроведува деловникот и да одредите ден и час кога ќе се изгласа законот. Значи, председател на собранието го прекршил овој член од деловникот со тоа што тој го пролонгира гласањето, требаше да го одреди часот и денот за гласање и сите ние да сме тука. Иако сме тука и бевме. И во претходната седница се одредува и датумот и часот на одржување на гласањето. Како ние можеме да поминеме сега без одредуване датумот и часот на одредување на гласањето? Значи, експлицитно пишува тоа. Ако се реферираме на правилникот, тоа пише во правилник, точка. Бендевска тврди дека не го крши деловникот. Вели дека точниот датум и час на гласање ќе го одреди председателот Африм Гаши, а потсети дека таква пракса имаше и во време на Талат Џафери. Можете да го прашате поранешниот председател на собранието колку седници останале незатворени во мандатот кога сте биле владеачко мнозинство заради волја на председателот преку членот 170. Така да, нити ќе извршите притисок, можете само да забавувате. На кратко на седницата се појави и лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој вообичаено присуствува кога треба да се гласаат поважни закони со Бадентерово мнозинство. Законот за правична застапеност, кој доаѓа како замена за балансерот, ке се носи со така наречен мал Бадентер, односно покрај мнозинството од присутните пратеници. Ке биде потребно и мнозинство од присутните кои што припаѓаат на немнозинските заедници.